Ете така, време е за уште едно издание на емисијата Нов ден, почитувани гледачи. Добар ден и добре дојдовте во живо во студиото на ТВМ. Ние сме подготвени повторно да ви понудиме интересни содржини во вообичаените рубрики и се разбира овој пат исто така интересни гости. Само ќе напоменам со надеж дека ќе го задржиме вашето внимание, дека малку подоцна во текот на емисијата наши гости ќе бидат младите момци и девојката од Сдруженијето за заштита на животни и анималија од Охрид. Ќе се потрудиме да направиме еден интересен разговор во кој што можеби и вие ќе откриете нешто ново, а се разбира сите заедно и ќе научиме нешто. Меѓутоа, како што е ред, најнапред ја започнуваме оваа емисија со нашата нутриционистка Весна и нејзините совети, овој пат за тоа како да ја вратите енергијата со помош на една хранлива и лековита супа од зеленчук и се разбира со природните мултивитамински сокови. Таа беше повторно во хотелот Гарден, поточно во кујната на хотелот Гарден, и да видиме што ни подготви таа. Добар ви ден, почитувани гледачи. Не знам за вас, но јас како да почнувам да дишам со полни гради. Сонцето е тука, топлото време веќе е тука, се шетаме, дишиме воздух, но тука сепак постои едно но. Не знам дали вие сте почувствувале кога се шетате, дали ви излегуваат како некакви звездички пред очите, или можеби кога сте седнати, па наеднаш ке станете и некако како да ви снемува светлина пред очите. А тоа е затоа што немаме енергија, доволно енергија. Преку зимата нашата енергија слегнувала, стагнирала, а сега веќе кога доаѓа пролета, ние треба да се придвижуваме. Тоа е тоа што ние тука треба нешто да направиме. За енергија нормално најдобар начин е добрата храна. Храна која ќе има во себе витамини, минерали, есенцијални нутритиви кои ќе ви го подгреат и ќе ви го зацрасат имунитето, за да вие можете слободно и да трчете на ова убаво време. Но секако таа добра храна е во изобилието на зеленчукот, на овошјето кое токму сега е во ек на негово зрење и убав изглед. Денеска се одлучи да направиме една чорба која е многу позната, таа е Хипократова чорба за детоксикација. Зошто токму оваа чорба? Затоа што колку и да сакате вие да ги одберете оние вистински намирници кои ги имаат тие витамини, минерали, антиоксиданци, фитонутриенти во себе, сепак во вашиот организам преку зимата се разболуваме, настинуваме, па примаме некои лекарства и од самата, бидејќи не се движиме многу во зимата, нашиот организам е предиспониран да во себе таложи токсини. Токму тие токсини, тие отрови кои се наталожуваат во нас, прават да ние не можеме да ги искористиме во максимум тие нутритиви од намирниците, од зеленчукот и овошјето кои ќе ги јадеме сега. Затоа, реков дека денеска се одлучи за оваа Хипократова чорба, таа е многу позната кај рускиот народ, таа ја се употребува уште од многу давнини за прочистување на организмот. Во оваа чорба е многу значајно затоа што во незе ги има фитонутриентите. Во фитонутриентите најзначајни се алфа и бета каротенот. Нив ги има во комбинација со зеленилата. Ево овдека видите прекрасен целер со листови, имаме корен пашканат, имаме домат, имаме макдонос, потоа прас, кромит, лук и компирот. Исто така, денеска покрај оваа чорба ќе направиме и 3 видови на сок во кој
Навистина ќе се концентрирани тие бета-каротенот и тие фитонутриенти, тие се антиоксиданси кои најпрво се во улога на зацврстување на вашиот одбранбен систем, потоа на прочистување на организмот и детоксикација на црниот дроб. Ке забележите дека овдека има само намирници, нема додатоци на сол, на масло или некои други зачини. Овдека се концентрирани концентрираните витамини, минерали, антиоксиданси и фитонутриенти кои треба сами за себе во своја комбинација да се во улога на детоксикатор на вашиот организам. Ево можете да видите и тука ги имате овошјето, зеленчукот, имате убава насметка. Па ако сакате ваква насметка, навистина правете ја оваа чорба барем 2 до 3 пати неделно, затоа што не само што ќе ви го подкрепи одбранбениот систем, туку и ќе ви го подобри варењето. Ако имате добро варење, имате добар метаболизам, вашиот организам е спремен за секаква физичка и ментална активност и нормално да си ги извршувате своите задачи секојдневно во она навистина посакувана и убав степен како што вие сакате да си ги исполнувате своите обврски. Да почнеме. Најнапред да кажам дека количината не е ограничена, количината е по ваша желба. Важно е да се застапени комбинацијата на овие намирници. Ја ставаме, првин ги сечкаме компирите, го сечкаме доматот, потоа го сечкаме празот, кромидот и лукот. А коренот од пашканат и коренот од целер ги рендаме. Потоа ги ставаме во еден сатво кој треба да се варат и налеваме вода онолку колку што е потребно само тие да се покријат. Потоа ги ставаме на висока температура да зовријат. Од кога ќе зовријат, значи кога дојде водата до вријање, ја смалуваме температурата, го затвораме садот и ги оставаме тие полека некаде 50 до 60 минути да може да се варат, да омекне самиот зеленчук и потоа нашата чорба е готова. Не промешуваме ништо, само оставаме полека. Битно и многу е важно да не се варат тие на висока температура, бидејќи тогаш само ќе се уништат тие витамини и антиоксиданси и фитонутриенти во нив, па што сме направиле, сме јаделе само обична чорба, а целта за која ние ја правиме не сме ја исполнали. Ете, почитувани гледачи, нашите пролетни бои се тука. Витамините се во најконцентрирана форма тука
Имаме чорба и ве молам, немој да ми замерувате дека во чорбата не ставивме никаков зачин, не ставивме сол, не ставивме биозачин, не ставивме маслиново масло. Ако нека е оваа чорба е во самите своји природни нутритиви, самата за себе доволна, бидејќи солта би била и во функција да ја задржува вашата вода на вашето мени во функција на детоксикација на токсините на вашиот организам, ви е потребен токму ваква чорба, нешто што во себе нема зачини, но ги има своите есенцијални нутритиви. Морате да признаете дека воите во чорбата се навистина убави. И секогаш, знаете, правилната формула, не постои формула за правилно комбинирање. Формулата е едноставно, комбинирајте ги боите и тука ви е здравието во чинијата. За соковите што да кажам, ова е сокот од моркови, тука ви е бета-каротенот, значи најглавниот фитонутриент е тука во есенцијална форма. Ова е навистина детоксикатор на вашиот црн дроб и на вашиот организам. Овдека е портокалот, исто така со јаболкото. Јаболката се уште можете да ги јадете, за нив што да ви кажувам дека вашата дигестија навистина ќе ви се заблагодари, а кога е во комбинација со портокалот со витаминот С, уште подобитна комбинација. Овдека е веќе портокалот со брокулата, тука го имаме хлорофилот, го имаме витаминот С, секојдневно да си правите еден зелен сок. Навистина ќе се зајакнете, ќе почувствувате таков наплив на енергија што ќе можете не само да чекорите, туку и вашето темпо на чекорење ќе се забрзува, па да кажам дека и сега се присеќавам на моите почетоци како и јас почнував чекор по чекор, но овие постојани бои беа постојано во моето мени, па јас навистина почнав и да трчам, почнав да се движам со такво темпо што самата бев чудоневидена колку имав енергија во себе и тоа се уште трае. Почитувани гледачи, би ви била благодарна да ги правите овие рецепти, да ги применувате моите совети. Ништо нема волшебно стапче, но за се треба време секако, но резултатот јас ви ветувам дека ќе биде тука. И мислам дека па и ќе ми се заблагодарите за моите совети. Благодарам, до следното видување. Тоа беше нашата нутриционистка Весна со незините совети за здрава, се разбира, исхрана. И сега во духот на здравјето продолжуваме со нашиот кинезитерапевт Јован Калановски, кој што овој пат ќе зборува малку повеќе за проблемите кои што ги имаме во мускулно-скелетниот систем и како да се справиме со нив. Да видиме. Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Нов ден. И овој пат се наоѓаме во Кинезио студио со нашиот стручен соработник кинезитерапевтот Јован Калановски. Овој пат ќе поразговараме малку повеќе околу сите оние проблеми со кои што се соочуваат нашите сограѓани, во смисла на проблеми со мускулно-скелетниот систем. Со кои состојби најчесто се среќаваат нашите сограѓани и на кој начин тие состојби се третираат, ќе ни објасни малку повеќе Јован Калановски. Вака се, значи имаме неколку возрастни групи на луѓе, зборуваме за деца, зборуваме за возрастни, зборуваме за уште повозрастна категорија на луѓе. Во секој период од животот тие се среќаваат со различни проблеми на мускулно-скелетниот систем. Ако зборуваме веќе кај децата многу пати сме правеле емисии на оваа тема, заради условите во кои што живеат, заради тој товар што го трпа на своето тело, да кажам, големи се проблеми на нивниот мускулно-скелетен систем. Веќе се среќаваме со голем процент на деформитети и искривувања од условите се кои што тие ги имаат до денешно време. Да се вратиме пак на она премалку спортска активност, преголема
активност во домашна атмосфера, пред компјутерите, во училишните клупи, не се внимава доволно на своето телодржење и слично, тие се соочуваат со проблеми со деформитети на работниот столб. Веќе се среќаваме со дошта деца кои што имаат и прекомерна тежина, нема активности, се трупаат калории и слично, тие деца со тек на време секако дека им се појават и посериозни проблеми. Ако веќе се вратиме на возраст, на граница, да кажеме, ево, ние или малку и позрасните, се почесто се среќавам со луѓе што имаат проблеми во пределот на ребетот, и на долниот и на горниот дел. Сето тоа се проблеми кои што можат да доведат до уште поголеми проблеми ако навреме не се преземат некои мерки. Тоа се проблеми со спондилозата, вратната спондилоза, проблеми со лумбаго и шалгијата, проблеми со дисусернија, за кои што веќе зборувавме во една претходна емисија. Тие се се проблеми кои што се почесто и повеќе ги среќавам тука во студиото кај мене и се поголем замав земаат. Се разбира, тие не се до некој степен се сериозни страшни проблеми ако не се превземат навреме мерки, ако не се исконтролираат навреме, но се разбира дека тие лесно луѓето може да се претпазат од самите нив, затоа што тие истите проблеми си ги добиваат дали на работните места, дали ги добиваат од невнимание, дали ги добиваат затоа што премногу се концентрираат и фокусираат кон некоја работа или кон некој бизнис или слично, кон некоја активност, а забораваат на самото здравје и собственото тело. Дали е всушност вистината тоа, дека се работи исклучиво за болки кои што луѓето ги чувствуваат во своето тело или нешто повеќе се крие за сето тоа? По принцип, овие проблеми што веќе ги наброевме, 90% би кажал од случаите, проблемот е физичката активност. Кога веќе би имале ние на таква мускулатура на телото, која што би била добро, доволно силна да се справи со тие терет што ние му го даваме на телото, дали би било тоа седење во биро, ако имаме работа во некои институции, дали би било тоа градежничка работа, дали би било физички, дали би било секаков тип на работа, ако мускулатурата не е спремна да го издржи тој терет, не би се дошло до тие проблеми од тип спондилози, од тип дисусернија или лумбаго и шалга или слични проблеми на мускулно-скелетниот систем. По принцип, ние кинезитерапевтите, општо и сите терапевти, рехабилитацијата најчесто ја гледаме и предпазувањето и превентивата од овие проблеми ја гледаме во таа физичка активност. Значи, секако дека има малку удел и некој друг дел, освен физичката активност, како исто така и психиката делува. Често се среќавам со клиенти кои што заради премногу напнатост, заради премногу психичка натовареност имаат проблеми по пределот на вратот и главата. Таа психичка стегнатост доведува до намалена циркулација, до еден спазам на мускулатурата кој што ја блокира циркулацијата, често се среќаваат со главоболка и слично, значи физичката активност и психичката релаксација или активност, да кажам, се заедно се испомагаат во овој дел, така да треба да внимаваме и на едниот и на другиот фактор. Доколку ете настане таква една ситуација, некој проблем во мускулно-скелетниот систем кој што мора да се коригира, на кој начин тоа се третира во твоето студија? Значи, на кој начин се помага на луѓето? Така, значи, тука често работиме со тие проблеми, често работиме со лумбаго и шалги, дисусерни, спондилози, вратни проблеми и секаков тип мускулно-скелетни проблеми и кај деца, и кај возрастни секако. Значи, зависи од типот на проблемот што е. По принцип се прави одредени третмани кои што вклучуваат медицински масажи, истегнување на телото различни, зависи каков е проблемот, се прават вежби специјално наменети за проблемот што го има човекот веќе го има. Значи тие се третмани кои што се комбинираат. Масажи, али пак ќе напомена, мора да се стручни и многу професионални масажи затоа што веќе работиме на проблем, на сериозен проблем за кој што треба правилно да се истретира. Имаме истегнување на телото, добри истегнување за мускулатурата, за ребедот и за општо целиот скелетен систем. Имаме вежби фиксно наменети за мускулатурата каде што се појавил проблемот, за да се подобри мускулатурата на тој дел каде што е проблемов, за да го самата мускулатура подпомогне неговото рехабилитирање. Меѓутоа, од она што ти го имаш како увид во однос на клиентите кои што доаѓаат, дали можеби постои некоја алармантна бројка која што покажува некоја нелогична активност, односно се позачестена појава на некоја конкретна состојба? Во последно време, најчесто што се среќаваме, да кажеме, таа гранична возраст, годишна возраст од околу 40 години, се среќавам со спондилози, болки во вратот,
Значи, не овие за последниот месец дена, секојдневно сум работам со клиенти од тој тип. Значи, тука веќе телото, претпоставам, преминува во некоја фаза, каде што, да кажем, метаболизмот или слично. На таа возраст мислам дека луѓето се најчесто посветени на фокусирање на работата, на развивање на својата работа, посветување, и тука настануваат тие проблеми со спонзозата, циркулацијата, проблемите во вратот и главата и слично. И најчесто веќе со таква годишна возраст, значи со тие луѓе работам на тој проблем. Сега, да кажам секако кај мали, значи кај малите деца немаме проблеми од некој таков тип, кај ние веќе работиме само чисто корективна гимнастика, детски пилатес, предпазување и превентива од различни деформитети на нивниот мускулно-скелетен систем. Да кажеме кај оние посериозните, да кажем, повозрастните особи, најчесто ни се жалат со проблеми во предот на кичмата, со болки во долниот, лумбалниот дел, и исто и кај нив се преземаат третмани за отстранување на овие работи. И како што најавив, почитувани гледачи, во следните минути имаме разговор во живо од студиото на ТВМ со моите драги гости кои што веднаш ќе ви ги представам. Тоа е Климент Арнаудов, значи Вилдана Садиковска и Димитар Ставрески. Добар ден и добре дојдовте во студиото на ТВМ. Ви благодарам што сте тука и што одвоивте време да дојдете и да направиме оваа емисија. Благодариме за Ке разговараме на интересна тема, се надевам и за нашите гледачи, како што најавив и пред малку во текот на емисијата Нов ден, за животните. Имено. Вие сте, значи, дел од тимот или целиот тим? Дел од тимот. Дел од тимот од Сдруженијето за заштита на животни анималија од Охрид. На самиот почеток, да му речеме здраво и на Мајло. Заборе. Да, Мајло е тука, што туку го доби своето име. Ние пред малку го кога дојде нашите гости, значи јас прашав како се вика кученцето, ми кажа дека нема име, меѓутоа во меѓувреме заличе на кученцето, филмот Маска и од Маска на Мајло. Секогаш Мајло. Така. Мајло ќе го представиме малку сега? Да го представиме. Да? Малечко кученце. Не од некоја раса, меѓутоа ние сме пионери, веќе смисливме на интересна стратегија да создаваме веќе и нови раси. Ево, во случајов ова е една од оние раси наши актуелни, љангач. Меѓутоа делува како мешавинче од птичар, да речеме, така да луѓето кои што ги одбираат животните врз база на раса. Убаво го имаше напишано тоа, Климент, мислам ти или на Facebook, нели го прочитав, дека одбирањето на кучиња по раса е исто како да се одбираме луѓето меѓу себе по религија или националност или дискриминација, која што се прави по повеќе основи. Тоа навистина му доаѓа на тоа. Така, доаѓа и баш е вистина малце зачудувачки да сепак сме една држава каде што не сме толку финансиски мокни, а сепак луѓето преферираат да купуваат животинчиња кога имаме по улиците за извоз. А верувајте, бидејќи сите тројца и повеќе во здружение во што сме си имаме вдомено бездомни кученца, маченца и се премили, значи можеби љангачи, да. Се премили и знаат да пружат огромна љубов. Како го сретна Мајло? Мајло го сретнав случајно возејќи со мој велосипед на кај селата горе, Орман, и Мајло не ме осети, валјда осеќаат тие на позитивна енергија кај луѓе и одма гледаат дека може да пристапат со доверба и не ме остаде и морав да го земам со мене. Ево 2 дена веќе преноки кај мене. Се надевам дека после емисијава ќе му најдеме друго домче. Ете се, тоа да кажеме, стигнавме до поентата, зашто е Мајло овде во студиото на ТВМ, затоа што му бараме домче, му бараме сопственик кој што ќе се грижи за него. Одлично искуство. Јас можам да кажам дека може да ви пружи само љубов. Значи ништо повеќе. Па и за тоа се е само за љубов. Така. За ништо друго.
звучиме пристрасно овде, меѓутоа Сите любите животни психолозите. Кај се, дај викните некој. Вака психолозите тоа одамна го потврдија дека човек кој што е љубител спрема животните, кој што ги сака, не е можно да не сака човек. апсолутно се обратното слагам, е, да. Да, тоа најчесто, например, овие групи што се за заштита на животни се согласени дека тие се против луѓе, само животни сакаат, овие преокупирани се за животни, ама Да, нема чудно врска. чудно е таа Ако мислење, имаш да. емпатија кон животните, емпатијата кон луѓето ќе тебе ти е развиена, што си успел ти да Така. создадеш и емпатија за друго суштество Да. надвор од човекот, значи Нешто дека помало. си емпатичен општо, не е само Само кон према, животни. да, према животните. Затоа читав интересен прилог, текст во еден од медиумите, значи Охридске, кој што зборува конкретно за емпатијата на психологот, ако сум во право, Елена Карневче. Елена Канча, А, да. да. Така. Заборбите. Мене ми е жал, ете, разговаравме, може би требаше да биде гостинка исто така во нашето студио, Сакавме. меѓутоа да. Токму и ради тоа да се објасни малце повеќе таа психологија на луѓето, меѓутоа секако во некоја друга прилика те ја поздравуваме. Сега да, и навистина беше многу баво кажано, токму тоа дека луѓето што сакаат животни всушност се човекољупци, а дека обратно не може да биде никако. Добре, да почнеме, Климент, дали може сега конкретно од анималија, малку повеќе тоа за значи здружението. да. Значи јас бев исто така скоро ја видов страната на Facebook, нели, на анималија и навистина ми беше многу драго затоа што некое време назад се прашував дали воопшто постои некој кој што се грижи за животните, ете конкретно на начинот на кој што вие се грижите за нив. Идејата е за поздравување, се разбира и вашите напори кои што ги правите, меѓутоа конкретно од кога постои анималија, како дојдовте, значи ете до не само идејата, него и да речем таа волја за работа, бидејќи тоа е волонтерска работа, претпоставувам. Да. Да позборуваме малку за анималија. Вака анималија е тази формирано здружение, релативно гледано. Од октомври, некаде. Од минатата октомври, година, да, фактички 6-7 месеци екзистираме формално, меѓутоа неформално, да речеме 10 месеци. Идејата си дојде спонтано. Ние како љубители на животни одамна, поединечно излегувавме на терен, ги храневме животничињата, мачиња, куќиња. Значи каде што И ре- ќе ги најдете, не Да, беше да, тоа. буквално. И рековме зашто да не ги сплотиме сили и енергија, да делуваме малце синергизирано. Затоа што резултатите кога сме сплотени, кога Така, сме се поди. тимски играчи, се каде поголеми отколку индивидуално. Моментално сме, да речеме, негде 7-8 волонтери. Значи, организацијата не е ништо, да речам, во вертикала, сите сме на еден начин хоризонтално распределени, во смисла еднакви, Да, сите меѓу меѓутоа себе, сепак меѓутоа ете, сепак мора да се ги има запазиме некоја тие така, да. формални процедури Ете, што ти се си нала... председател, Да. Димитар е подпредседател, значи Вилдана е пиарот. Да, Да. и секретарка за која што добро, заува на сега. секој пови. Да, брзо. Меѓутоа, ние наидуваме вака на пофалбе од ваша страна, од страна на граѓаните, се заинтересирани, ќе вдомиме од време на време и знаете, од страна кога ќе слушниме пофалба, ние сме некако незадоволни, сакаме и појке, Така. сметаме дека не сме постигнале нешто, меѓутоа кога ќе не пофалат од страна ќе речат како. Па чекај, вие создадовте мини стационар што се викаат, вие влеговте во проекти. Стационарот сега додека разговараме за Во? слики, дали имаме Да. стационарот, Да. да може да погледнеме? Режија ве молам, да видат и нашите гледачи за што се работи. Ова е значи логото наше званично Така, кое што го ете изработивме. да ги објасниме малку. Стационарот е во Ова е новото. Да, ова е новото лого на кое што ќе замени старото. Меѓутоа сепак тоа се почетоците, ова се Ова е дел од претпоставувам акциите. Дел од Аха, тимот. Ова акцијата Ова е беше нешто на така. акцијата за правење куќерки. Тоа беше идејата да се направат куќерки со да се постават на одредени делови од градот, мислам со одобрени од општината нормално. Меѓутоа не беше баш успешна акцијата, собравме само една куќерка и неколку материјали Еве, и така остана. Ова е стационар. Вака, ова не е стационар затоа што за да се изработи стационар треба да се запазат доста Добро, критериуми. и му е стационар сепак за Ние така си го викаме, да, импровизација на стационар еден во кој што е каде
почовечен и поетички во споредба со некои стационари кои што ги имаме во Македонија. Добро, меѓутоа како се дојде и до воопшто и до овој стационар или ајде Па вака, прифатилиште? беше во соработка со општината, значи побаравме помош од нив, како Така. може да ни излеза во пресред, тие рекоа моментално не може нешто буџетски да се одвоje да. некои средства. Ни спомнаја за дека ќе ги сконтактират со комуналец, тие имале претходно кафез, кај што чувале. И тој еден Така. кафез беше поделен како на два дела и после тоа ни изработија уште два кафези. Веќе се ова сликите од проектот што го работевме Скопје заедно со повеќе организации за заштита на животни низ Македонија, од Велес, од Скопје, исто така имаше од Кочани и од друга. Целта на овој проект беше да се оформи една коалиција на здруженија, каде што ќе делуваме сплотено, пак ќе ја споиме енергијата за да делуваме во институциите кои што се занимаваат со проблематиката за заштита на животни, да лобираме кај што треба, да укажуваме, да им излегуваме во пресред на граѓаните, да ги поттикнеме самите граѓани да земат учество во работите кои што сепак и нив ги засегаат. Така, Ова е- овде им- Ова е Бели. 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 Фактички ова кучево беше стрелано, пукано, беше пиштолвано него. Случајно го најдовме кај Тони, ветеринарот, бевме по друга работа. И фактички најдовме донација за него, за операција, го оперира во Скопје? Скопје и дури домче му најдовме. Ова Кој се го сите најде вдомени. кучето? Значи, Леле е Кученца. ова какво. Ова е беше- Чарли Чаплинче наше. Ова е новата раса. раса, Чарли Чаплин, да. Одрасол по Чарли Чаплин. така. Е, Ова е мачето кое што Да, ова е значи маче кој што го најдовме во ужасна состојба, благодарение на граѓани кај што го вдомивме. Ево можете да ја направите споредбата како беше претходно и како сега изгледат прекрасно. Најчесто луѓето кога ќе вдомат нели бездомно животно и гнасно, вакво болест едно друго, меѓутоа ако му пружиш љубов, ќе стане Секако значи дека, од грдото пајче во белиот лебед. Ќе се претвори. Во моментот значи се располага со тоа прифатилиште, така? Кој ви помага? Дали имате добро, значи комуналец се Вака, тие што ви друго, излегува пресрети што да. ви го дадоа. Меѓутоа, не е само тоа. Не е само тоа, нормално Грижата за- треба грижа за нив да се чистат, значи треба храна. Сега за сега тоа што општината исто така ни помогна, заедно со Житолеп, Така. ни обезбедија значи пецива, лебови и такви работи за да ги храниме кучињата и ни даваат во доволна количина за кучињата што ги имаме. Така. Можеме да си земаме секој ден. Во моментов колку кучиња има таму? Во моментов имаме 5 кучиња, значи 4 се големи во 4 кафези и едно мало има од едната кучиња. Така, Мајло? И Мајло ни е, да, тој Мајло. домашен ни е. Мајло е домаш. А, А и дома го сите чуваме. кучиња низ улиците се наши. Затоа што кој што- не правиме таа дискриминација. Не можеме да му дадеме јадење на ова во кафезите, а ова да го Так. разминеме. Сега за одржување моментално сами се снаоѓаме, како што знаеме, и за тоа ќе ни треба помош, ни требаат повеќе услови, ни треба на пример поблиску вода до самите кафези. Немате вода до кафезите? Па Далеку малку ви е подалечно и одиме со кофа полниме за да можеш да иџогираш, да isчистиш како што треба на местото. Значи ти е малку тешко, друго е да имаш на местото црево да можеш полесно да Така. isчистиш. Па ќе видиме во иднина, се надеваме дека и тоа некако ќе се среди лека по лека, чекор по чекор. Колку кучиња се досега вдомени? Мислам, од прилика, или имате некоја стриктна бројка? Искрено не ги броиме. Не водите евиденција? Не водиме евиденција, меѓутоа Луѓе кои што ги видов на Facebook, значи има еден добар број кој што предпоставам дека Па, ево се да речеме вдомени 10 бидејќи. Да. Да. Да, имаме албум вдомени, кај што можат да се видат колку се. Да. на нашата Facebook страна, значи Анималија, слободно. Така уште значи на Facebook страната Анималија. Анималија, исто и на мејл имаме, може да не контактира, напиша Кој е? на страната. Напиша на Мејлот е страната, добро. animalia.ohrid@maimunchelife.com. И исто така и жиро сметка за донации луѓето, ќе видиме на сликата, ќе ја се вика за парите за едно кафе денеска или Да, нешто да се дадат да за. се направи тој компромис. Кажете ми како се снаоѓате значи за здравјето во смисла на вакцинирање, на потребни лекови или дали ете во градот нашите Ветеринари. Да, ветеринари, се извинувам. Ова само Се извинете, случува ова ова се веќе некој. слики за кучиња кои Значи- што бараат дом веќе. Можете да ги погледнете. Ова веќе му најдовме Ми се- дома, ма бараме превоз, значи за ова. За Велес. За Велес, да. Сакав да прашам ветеринарите дали ви излегуваат во пресред? Излегуваат. Да, Да. излегуваат. Задоволни сме од ветеринарите, значи
И дел од услугите што успеваме преку донации да добиеме ги покриваме на таков начин. Дел од собствен джеб. Дел од собствен джеб, да, значи тоа е проблем што не можеш да го оставиш така на улица кој ќе го најдеш болно кучето, иако не е моментално. Таа за најде. Еве вака и наслика може да го видат мајлот, значи сите заинтересирани каде да се обратат на Facebook страната да имаше може така. Ево и донација од Швајцарија. Најчесто делува можда, како да речам, чудно, меѓутоа најмногу донациите ни се од странски граѓани. Ево конкретно од Швајцарија добивме еден транспортер, полн со храна, со медицинска опрема и претходно имавме лекови, значи такви ствари. Тоа се за прва помош, да. Во Швајцарија или странци се? Странци. Швајцарци. Странци најчесто. Да кажем овде сега за странците и нивната реакција на кучињата, бездомните кучиња во нашиот град? Може? Може. Значи, проблемот со бездомни кучиња првенствено е проблем за граѓаните на град Охрид. Меѓутоа, во контакти со туристи од други земји, ни дали еден таков фидбек дека сепак е грда слика за Охрид како туристички град, да ги гледа, значи бездомните животни малтретирани, изгладнети, без покрив на главата и на еден начин, значи тоа да се потенцира. Тоа е слика за нас. Да. Сепак и јас како дипломиран туризмолог и потенцијален магистер по науки од област на туризмот, сепак сметам дека тоа е негативна слика за Охрид како туристички град. Нормално треба да се води сметка и околу тоа. И што ќе преземете сега по повод сега, тоа значи, како што се ближи времево на сезонава, ќе се соберат кучината од градот, сега дел сигурно ќе бидат отруени, како што се дешават. Дел ќе бидат однесени во како беше да се каже во депонијата Букова. За да се исчистит градот за туристите. А туристите веќе знаат, значи што се дешава, дека на таков начин ги третираме веќе животните. Значи тие се собрани поголема група на луѓе, туристи кои што биле веќе во градов и веќе потпишуваат петиција дека додека не се среди тој проблем на хуман начин, дека нема да го посетуваат градот. Така да. Информирани ли се, да кажам сега за ова, надлежните, не меѓутоа ете по локалната или некој кој што би можел да се погрижи конкретно и да ви помогне да се среди тоа. На кој начин го гледате? Да. Најпрво би требало пак тоа да се одвои некои буџетски средства за да се реши на различен начин. Моментално ние колку што разбравме и Комуналец не добива ништо средства за да го реши проблемот и најчесто затоа одлучува да ја транспортира, затоа што тоа му е најевтино решение. Ние мора да понудиме некаква алтернатива. Ние се обидуваме преку странски организации да добиеме значи донации за стерилизација и кастрации и лека полека да ги стерилизираме и кастрираме поголемиот дел значи од бездомните кучиња и на таков начин да се воведе, да се донесе во некоја нормала бројката, значи, а инаку со транспортирањето не се постигнува ништо, се врти во круг, бидејќи ќе и транспортираат тие ќе дојдат други. Значи проблемот треба да се реши во другиве градови ги транспортира во друг град, сметајќи дека така ќе се така и се вртиме во магичен круг. Значи исто од комунално ни кажува дека на лето, значи кога ќе заврши сезоната, дека тогаш поќе ќе расти бројот на бездомни, затоа што идете од друг град, знаеш, си го оставаат овде и сега законот е доста строг за ова. Сега да поразговараме малку за законот, конкретно постои закон, значи постои закон за заштита и благосостојба на животните. Накратко, за него. Накратко, за жал голем дел од граѓаните и од оние трујачи, ние што ги викаме организатори на борби, не се информирани за огромните санкции кои што произлегуваат од тој закон, ево конкретно со постоечкиот закон. Од кога е Климент извинувам? Не знам точно од кога е, можда 2007-2008, не ме држите за збор. Така, меѓутоа претрпи некои измени, па сега Агенцијата за храна и ветерина достави, значи предлог закон, да. Кој што е 90% сличен на претходниот. Со таа разлика што повеќе се води сметка за неодговорното сопствеништво и има одредени ставки поврзани со опасните животни, нешто со што малце ни е чудно како Здружение за заштита на животни, затоа што нема опасно куче. Нема опасно куче како што нема опасен човек. Не се раѓаат опасните. Опасно е само ако дојде во опасни раце, значи. Ево од мајло можеме да направиме кученце за борење ако во таква средина го растиме и ако го
го вбризгуваме со тие хормони. Мене тоа ми е многу стероиди. тешка тема, меѓутоа ќе мора да поразговараме за Мора, тоа, дефинитивно. затоа што веројатно јавноста треба да биде информирана. Неверојатно него треба да биде информирана и ме интересира конкретно на кој начин може да се спречи тоа. Значи тие борби со кучиња пред кои што ете толку пати читав по медиумите во оние текстови кои што ги пишуваат новинарите дека едноставно полицијата или ајде сега, значи не сакам никого да не ведувам, меѓутоа затвараат очи. И зошто е тоа така? Тоа е јавна тајна, значи дека се организираат борби на еден начин. Сите знаеме, ама го имаме ние оној Ноев синдром, како да го речем. Ја пикаме главата во песок затоа што не ќеме да се замараме со таа тематика и демек проблемот ќе не одмине. допира тоа, па Меѓутоа, за жал се организираат особено во Струшкиот регион. Имам информации од граѓани, од активистите за заштита на животни од Струшкото здружение и слично, меѓутоа е тешко нешто да се потегне затоа што нашите пријатели од Скопје пробаа, тие се вистина здружение со реноме, Анима Мунди. Така. Пробаа да права нешто. Што се случи? Се случи да не бидат исклучани од полицијата кога ќе пријавува, најчесто не третира така како дечиња, кои што нема што да прават и се играат со животните како кукли. значи, Буквално, да. Полицијата затајува и се го наоѓаме на изговор како работите со луѓе во не се средени, ќе ги средиме работите за животните, што е нормално. Законот е строг, ептен. Самиот член 5 се однесува токму став 2 дека е забрането да се организираат борби од 3 до 6.000 за физички лица, за правни се над 10.000 евра. Со тоа што во предлог законот е предложено да не е туку до 3.000 евра да изнесува таа казна. Исто така законот е строг и во поглед на труењето на животните, на предизвикувањето болки и страдање. Се забранува, значи, тоа во член 2 уште од самиот почеток на законот е наведено тоа. Казната е од прилика од 500 до 2500 максимална, а во предлог законот се оди до 3.000 евра да е казната. Меѓутоа и тука немаме фатено сторител затоа што е тешко да се докаже тоа. Да, ама и уште да кажеме дека обично ги вклучуваат и помалите деца, значи, што се уште 15, да, 16 години. Значи, тие се одвиваат во одредени места кои што се затворени, веројатно само одреден круг луѓе луѓе знаат. Не се ни крие, нешто не е нешто, значи можеш комотно на Facebook слики да најдеш, значи после борба да ги видиш, значи то најнормално си е. Меѓутоа организаторите на тие борби така мора да ги прават и легално веројатно, претпоставувам, значи тие се прават на одредени места кои што не се достапни за сите, а сепак за оние кои што уживаат. Сега вие ми кажувате дека и децата одат таму, одат да ги гледаат. Да гледаат. Да. И дури имате кучине, значи ова е сега питбул што го имаме. Имаме во кафезите питбул, значи за вдомвење и го најдовме, значи пуштен на улици буквално од борба. Најчесто така и постапуваат, да. Затоа што ќе му треба трошкови за антибиотици, за карпење, за шиење. Добро, сега ветеринарите велат дека не може да дојдат до значи допир со такви кучиња, затоа што одгледувачите на такви кучиња за борба сами иницијативно, сами си ги значи шијат или да, најчесто сами се справуваат. Добро, поентата крајна како може да ви се помогне некако во борбата за спасување на тие? Па ја пред се може да ни се помогне со еден лайк на Facebook, и тоа ни значи многу искрено. Меѓутоа и со поголема партиципација од страна на граѓаните, донирање и пред се да имаме подобар слух и приемчивост со страна на надлежните институции, како што се општината, комуналното претпријатие, па дури да се оди на ниво на државни институции, на државата, значи бидејќи ова е не само проблем со кој се загрозени правата на животните, туку е проблеми со самите граѓани пред се. Затоа замислите каква би била сликата да види едно малечко детенце отруено маченце на маченце на сред улица или кученце. Тоа значи ќе ги потисне тие нешта во себе и непријатна слика понатаму која што цел живот може да ги носи. Или да присуствува на тие борби за кучи. Или јас никако не можам да го сварам сето тоа, меѓутоа се надевам дека мора да се изнајде некој модус некако дали да го правите тоа можеби на републичко државно ниво, да се обедините заедно со другите. Ето таа коалиција се надеваме ќе придонесе доста што. Така. Па да оди на некое повисоко ниво, значи да се бара нешто повеќе од државата, значи како спроведување на казни
и Дефинитивно барање касни. на сторителите, значи тука веројатно треба да се менува и она што го спомнавме на почетокот, психологијата. Што би значило тоа, значи децата од мали нозе да се учат Да, па да. сакаат животните, а не Ама да се не плашат. треба значи, да ги учиш, значи Да. децата си ги апсолутно сакаат. Тоа сакам да го кажам сега. Ги учиме да не ги сакаат. Да се поттикнат децата, значи во позитивна насока, а не како она што се случува, значи ако јас го шетам куќето, родителот или добро, значи кој да е со малечкото детенце, му вика бегај, куќето ќе те касне. Да. Значи И тоа мамо наметиш ниедно нешто. куќе така, да, ниедно куќе не каса. И зошто, значи треба да се наметне тој страв на детето, дека така куќето ќе Не, го окей, касне. имате куќина што касе, Да, значи имате такви меѓутоа, куќина, ама да. сето тоа е траума, значи тоа треба да го сватат луѓето, дека тоа е траума нанесена од човекот, значи тие треба да го криват човекот, а не да го криват на куќето. да. Значи, ако сите пружиме љубов кон животните, значи нема да имат куќина што касе. Да. Ама апсолутно ниедно куќе не напаѓат чисто добро, Да. освен Ако е растено тоа што Ако е- спомнавме во Да. несоодветно окружување. Меѓутоа и без разлика, сепак тој пристап на децата, значи не само до кучињата, ние имаме така некоја навика за било што, значи имаме таму Да. ќе паднеш или не вози во планина ќе ти изедат мечките или окей, тоа не е веројатно менталитет. И да конкретно сега за кучињата, ова е одлично искуство, затоа го кажувам. Не треба да се поработи, значи некако на промоција, ете во тоа да се вклучат и помладите. Ова чисто како Ево, како ние идеја, како значи, вие сте здружение- млади, меѓутоа уште помлади од вас, во смисла по училиштата или така. Да, Имате да, ли тако поднесовме нешто во проект. план? Да. Димитар, ке спомниш? Да, можам јас да кажам, значи понесовме ние проект кај што сакавме да имаме предавање по училиштата Така тоа. за во основни училишта, уште најмали нодзе да се научат на тие работи, како што вика тие си ги сакаат животните, само ето некој родител ако му нанесол страв дека да има кон кучињата, па да му се отстрани мало, да види дека може да се игра, дека кучињата ако им се задоволени потребите не се агресивни. Ако и на човекот не му се задоволени потребите, и тој е агресивен, така да. И се обидовме со тој проект, значи се уште немаме одговор на тој проект, дали ќе биде одобрен. Сите училишта или конкретно? Не, проектот беше доставен до општината и од нив бараме одобрение за да ни дозволат и во него беше наведено, на пример, во мислам 3 училишта избравме. Да. Да. Од три кога- училишта. Од кога чекате на одговор? Па долго време од може. ноември. Кога Што беше поднесов. декември? Сега Крајот на има ноември. Мунди ни каже дека тие поинаков пристап имаат за тоа истото, значи директно само прашуваат за конкретно училиште и дента одат, значи таку му Да, одобрат, тоа дента сакам. одат и тоа би Може би најверојатно нема е да подобро, одлукава, ние да. не бевме искусни за прв проект ни беше, Па па добро, се учи, не Да, сега знаете. сега Веројатно може и така да направите. може на така да направиме, да. Така, и некои заеднички акции чисто за подигнување на Да, да. свеста на- Ево на четврти, петок се надеваме. Сега ајде да кажеме и за тоа. Да. Значи 4 април е ден на бездомните животни. Ние како здружение решивме ево да го Обележи. одбележиме, да го прославиме тој ден со една акција. Се надеваме дека акцијата ќе се спроведи, се уште чекаме одговор од општина за штандот. И каде што ќе ги понесиме и нашиве малечки си ги викаме, душичиња, да ги вдомиме, да му најдеме домче, затоа што одамна ни се во кафезите веќе редно е да ставиме други малце таму. Да. И да напомениме дека малци граѓани ево да не перцепираат во смисол да не очекуваат дека ни одма ќе го решиме проблемот. Не. Тоа е работа и време. Не можете со тоа. Веројатно треба и уште волонтери или Дефинитивно Да, треба. Нека биде напол да се любители на животни, кои што ете имаат и слободно време и можат да се посветат. Значи што би значило тоа? Тоа би значило одење до стационарот, веројатно хранење. И тоа би нивно. значило дека ќе си скратиш едно кафе, чаршија во денот Така. и ќе дојдеш малце да се Па поиграш тој не со е, кучината. да, и не е толку страшно, тоа е да речеме 2 сати во 3 или 4 дена пак. Значи не е Така, да речеме тоа се премногу дека ротираме, значи Значи не е премногу време да се плашат дека Така. 6 сати во денот секој ден треба да си, не е. Дури Имаш делува време за многу благопријатно за психата на луѓето дружбата со Јас животните. тоа го знам. Знаете, ево, ние знаеме. Јас го препорачувам. исто. Ево во Скопје имате еколошка фарма, еден наш пријател кај што има вдомено исто кучиња, овци, едно друго и луѓето од Скопје. Најчесто за викенди го посетуваат со малите дечиња и дружбата е феноменална. Една убава едукација за животните.
Тоа е повторно уште една тема за Дефинитивно, ова е неисцрпна тема. За Елена и за или- Елена. Не, навистина било убаво тоа, како да се помогне на децата, поготово денеска на овие наши генерации кои што не стануваат на компјутер, значи така и се губи. Може да помогнат, не мора и на терен. Би ни помогнали со тоа што ево, ако имаат милениче, да станат малце поодговорни собственици во смисла ќе родин мачката или кученце и што ќе правиме уште мали и ќе ги фарла во континер. Не знам, најчесто тоа се дешава, ево са периодот Сега на мачки, имаме. особено, имаме едно мало маче што го Веќе најдовме имаме, да. така. И без никаква скрупула, односно грижа на совест, ќе си можда ќе помислат, сега имаат Сдружение за заштита на животни, тие ќе го најдат, ќе го земат и толку. Ќе се надевам дека убаво ќе се помени. Значи, не. Ама Значи, не, јас нашето не верувам, срце- не, јас мислам дека ги фрлет без да размислуве дека што ќе се случи, значи она тотално осудени на смрт се. Значи затоа што ги делиш од мајката, ова сега што го имам јас, значи дома, со цуцла го хранам. Значи Да, на буквално. тоа е. И сега како можеш да го оставиш тоа? Така, да речеш како не го гледам. А не Заменувам. ретко сме се срекали со такви ситуации, буквално непроспиени ноки, Да. брчка плюс начело создадено од грижи. Баш. Видите колку е тоа интересно. Јас никогаш не сум гледала од таа страна, напротив, јас сум ја доживеала ова другата страна со прибирање на мачиња и кучиња по дома на тераса, значи моите деца буквално ете во овој период можеби ќе најдат кученце, маченце, значи редовно било не може да те молам додека да пораснат. Значи и редовно терасата била резервирана барем месец и пол, додека малку да пркнат и потоа сме ги пуштале долу во одворот пред зградата. Меѓутоа ова другава приказна, значи е незамислива, не приказна, него реалност сурова за жал. Значи со фрлените животинчиња. Тука пак се навраќаме на тоа дека нашата свест, дека тие се живи и чувствителни битија, прочем исто како и нас, е на Ниско На ниво. ниско ниво. Да, Се и тука жалосно е многу, мислам, баш што правиме мовецо климат, значи треба да ни биде срам дека ние овде сега дојдовме и сега кажеме за животните, значи држиме фактички стои како лекција, а тоа треба сите да го знаеме. може би го знаат, меѓутоа да, тешко е, ете некојаш треба да се поттикнат луѓето со некој разговор, да кажем можда многумина и воопшто не знаат дека постои вакво едно здружение. Значи еден добар дел. Може би ќе бидете изненадени после оваа емисија, ете можеби ќе ви се јават, ќе ви пишат, ќе сакаат да ви се придружат. Навистина, надеваме. значи јас мислам ете и ТВМ како медиум е секогаш да кажам во полза на оние кои што прават добро, чинат добро и ние сме тука да ве поддржиме и да ве поттикнеме. поддршка, да. Така. Да зборуваме сега малку повеќе за идните проекти. Па идни проекти има. Освен овој што сега кажавме дека ќе биде на 4 април, ако не биде на 4 април, што ќе се случи? Ако не биде петок, можеби ќе биде одложен за некој друг ден, меѓутоа Да, меѓутоа не мора да биде под закрила на некој ден, во смисла како четврти, да. Ние планиравме. дека всушност тоа е не е само еден ден, Да, туку тоа е цел скоро месец. Да. Да, цел месец За е живот. месец. Ќе не има повеќе живот, на терен живот. дефинитивно, дали со вакви акции, дали со акција за донирање. Значи на четврти ќе планираме да ставиме на кутија за донации. Така. Донацијата подразбира не само да речеме ето пари, нешто ситно да се фали. Може и Добре. храна да донира, може и стари кебиња, стари куќерки како опцијата претходно што имавме. Така. Она моментално на што ќе се фокусираме, значи, само со кратење, толку е времето, е она стратегија која што сакаме да имплементираме и да идеме на поддршка од страна на општината, преку извоување на одредена сума, преку наш ангажман со странски организации да ни излезе во пресред, Така. да ги заловиме бездомните животни, да ги вакцинираме и стерилизираме и пак да ги вратиме назад на терен. Обележани, чипирани. Така. Затоа што тоа е само решение. Ова е пракса на сите развиени Тоа земји. стои во закон? Во законот не е Или е во наведено. новиот Стратегија- закон кој што Во стратегија не е, ова е истражување на повеќето организации и на светската пракса што ја гледаме. Не е наведено во законот како да се реши тој проблем, меѓутоа во законот е наведено дека општините мора да располагаат со прифатилишта. Во правилникот исто така за изградба на прифатилишта се разработени одредени ставки каде што треба да се запазат. Ние сега, ако признам, не идовме на критика од страна на директорот од Вардариште, стационарот, за кој што сме злучнале. Тој е озогласен стационар. Зошто?
Таму можда законски се постапува, значи куќињата може да имаат метар и пол квадратна површина, може да имаат осветлување, заштита од звучна изолација, заштита од провев и слично, меѓутоа немаат, како да речам, грижа, посветеност немаат третман како ние што му пружаме во нашиот импровизиран Значи стационар. имаат само условија, немаат Немаат љубов. срце, немаат буквално моралната димензија затаена. Имавме критика од страна на тој директорот од стационарот, искрено, со наши слики од прифатилиштето и со подсмев искрено, на што и јас бурно, и ние како здружение изреагиравме бурно. Кажавме, се оправдавме, да можда законски не е окей и не е прифатилиште, дека е импровизација и се кафези. Ама добро, вие Да, условите му се феноменални, чистиме секој трет ден, јадење имаме секој ден, вода имаме секој ден и што е најважно, секој ден ги шетаме по 1 сат минимум. Ама и ги галиме, и ги играме, И ги сакате. и ги сакаме. Да, тоа во стационар Вардариште не е дозволено. Она што е добро во предлог законот е тоа што е наведено дека секое прифатилиште мора да соработува со Сдружение за заштита на животни. Така. На Анима Мунди во Скопје здруженијето не им е дозволен пристап во стационарот. Зошто? Зошто? Одговорот не мора да го кажеме. Нашите гледачи ќе го претпостават од претходно кажаното за стационарот. За жал. За жал, да, мислам, ете остана Странски без организации текста, притискаат, значи за прифатилиштето дека се неодговорни со директорот, начинот на работење и слично, меѓутоа немаше слух за да се превземе нешто. Жално е. Се надевам дека ние ќе бидеме пионери градот Охрид со едно прифатилиште од светски стандарди каде што животните ќе ги добијат буквално и поголем третман од оној кој што ние го нудиме, барем ќе имат и вработени лица. Ево, поможно со нашето здружение како не би волонтирале затоа што нормално и ние требито негде да обезбедиме средства за екзистенција. Така, не и оние средства кои што ги немате бидејќи не заработувате, па ги давате. Едноставно тргаме од лево на куќињата. нашите и Да, зашто ќе ставиш некој да се грижи за куќиња што всушност не ги сака куќињата, нормално е дека нема да се грижи на исти начин како што ќе се грижат другите. Така да во најмал случај требат повеќе му се даде простор на волонтерите кои што сакаат животни да се грижат за нив или како што спомна ако може да се отвори работно место, зашто не? Барем тој што ќе се грижи да се грижи како во што треба. правилникот е наведено. На 20 куќиња неминовно е еден вработен да имат. Во правилникот е наведено да се соработат обавезно со ветеринарна служба, каде што нема ние да ги плаќаме трошковите, туку општината или комуналното претпријатие тоа ќе го има средено и на повик ќе доаѓа ветеринарната служба. Тоа навистина е потребно. Значи овде веќе не зборуваме за некој луксус или за нели, значи ова е потребно соработката, да, и со локалната, значи и нивната поддршка и помош. Јас мислам дека овде е неопходна и нека биде ова еден апел, една молба до нив да изслушаат ако ништо друго и колку што можат да помогнат покрај Дефинитивно така. тоа Знаете, ние имаме едно мото од кое се Да, да, да. раководиме, значи Така. не е аномалија да си дел од анималија. Анимали. Да, и буквално дури и Многу она што го добро, да. спомнав на почетокот дека ние сме перцепирани генерално гледано од луѓето како и да е како дечиња, најчесто не условуваат и како дечиња. Меѓутоа Па ние добро, не е лошо да ве оставуваме. Буквално, да, и делуваат така, меѓутоа сме возрастни. Со факултети завршени, меѓутоа сепак ние се раководиме од она дека грижата за животните не е поважна отколку грижата за тоа дали ќе испаднеме смешни или не. Не, Дали воопшто ќе не не сте смеат? смешни, напротив, значи сте пионери, како што кажа пред малку и навистина храбри. Значи имате големо срце затоа што се грижите за овие мили суштества, пак ќе кажам. Ајде да кажеме сега малку нешто повеќе за ова ето ова апликација. Да? Да, тоа е формулар за вдомување. За сите оние кои што се заинтересирани, кои што ги сакаат животните, и со тоа нормално ќе помогнат и на анималија и себе си во голема мера, се разбира. Може да се обратат уште еднаш до анималија, значи на Facebook, На Facebook. така, во инбокс или било како. Па и телефонски број можеме да дајме. Да, добро. 072 550 890. Значи 072 550 890. Бројот од секретарката. Ете, е затоа толку И си фино го се дава, насмеа, не? да. Добро, бројот од Булдар. Да, стриктно, значи,
поврзано со животните, тоа е формулар за вдомување. Зошто тој формулар да, зошто? Овде ете, има знаете, податоци. има многу неодговорни собственици кои што можда ќе го вдомат кученцето дуре мало, ќе го галат, ќе го тантурат и после ќе им досади кога ќе пораснат и ќе го пуштат на улица. Во овој формулар се пропишани одредени услови дека ние ќе имаме право законско да го посетвиме куќето, да видиме во какви услови се чуваат. Да видиме дали може да се злоупотребуваат. Најчесто уличните кучиња е во фрапантен податок, меѓутоа така ги користат и за борби, за оние за тренинзи за кучињата, да вежбаат на нив. Можда некој ќе посвои така кученца, а ние не сме лаици и ќе го искористи за таа цел. Со овој формулар ние имаме законско право и имаме црно на бело дека тој го вдомил тоа куче и во случај да не постапуваат етички и законски дека може да биде гонет. Така и пишува овде дека има податоци за вдомителот, за вдомувачот, за животното. И датумот, местото, буквално со печат да, име, презиме, адреса на живење, да, одлично. Ова ви е одлично. Што уште не кажавме? Не знам. Е важно да се каже? Па има многу меѓутоа. Има многу. Ние најчесто пишуваме колумни одредени имаме на Охрид Ньюс граѓаните. Така. Да почесто ги читаат, сега ево се надевам со ваша помош и соработка ќе да, ние ќе се обидеме да направиме нешто полесен начин за подолготрајно така, на животните. Да помогнеме. Она што можам јас да го потенцираме за крај е дека треба да сватиме ние како живи битија дека имаме еден морал кој што е вроден во нас и кој што треба да не го потиснуваме и да не бидеме на еден начин изманипулирање од општеството кој што создават ни такви услови каде што треба да ги борам кучиња за да заработам за леп. Свесни сме безработица, меѓутоа повикајте се пред се на срцето кога ги правите тие нешта. Затоа што она што им го правиме на животните, тоа ќе го снајде човештвото. Поврзете ги нешта и ќе видите дека има огромна поента во оваа размисла. Сведоци сме дека доста животни се малтретираат, гледаме дека и доста луѓе почнаа се малтретираат. Сведоци сме дека се хранат и животни со пробиотици, хормони и слично. Гледаме дека нашите деца пред време созреваат пуертетски. Тие физички се созреани, а ментално не се создава една изгубена генерација. Сведоци сме дека се поттикнува една агресивност преку тие борби на кучиња. Кај животните се поттикнува и агресивност кај луѓето. Нештата се ептен поврзани. Ова е размисла од страна на еден поглавица, кој што упатил писмо до американскиот председател и рекол за тоа со животните дека тоа беше интересно писмо во секој случај, меѓутоа повторно ќе кажам тука е сепак свесноста секој различно го перцепира тоа. Ако мене ме прашаш, мислам има врска сето тоа, дека всушност не треба да ја нарушуваме природата. Така. Се е поврзано во природата. А човекот е тој кој што е сам свој најголем непријател. Нели многу пати докажано, за жал, и затоа е тука сме да колку толку ги оправиме тие. Да речем, да пробаме да ги оправиме, да бидеме коректор на тие лоши работи кои што се случуваат. Мајло ни заспа? Да. Многу излеа пофалби слушна за животни, убаво му дојде и се опушти, конечно се тресеше нели преска. Апелирам до жирито ако може само сметката за донација уште еднаш да ја видат граѓаните каде што е наведена. Да, и уште еднаш ова е Мајло кој што ни заспа во студиото, му е фино пријатно тука. И Мајло позитивна енергија. Да, позитивна енергија од сите, да. И без страф се разбира, тук само љубов, чиста, безусловно. Ако има заинтересирани уште побрза постапка, значи уште сега ви ќе биде транспортиран сега одма да носиме дури. Буквално. Малце егнасен затоа што пред емисија си беше надвојтров. Треба, затоа. Она, ето пак, малце за новиот закон кој што го пропагира, меѓутоа ние не се сложиме со тој дел. Мора да се носат врзани кучињата, затоа што ако не се носат 30 евра казна, дури и не агресивните. Бидејќи во предлог законот се офатена и ставка опасни кучиња, што е нонсенс. Искрено јас имам, значи куче бездомно, улично, како што викаме најчесто, љангач, кој што не го носам на подводник, меѓутоа не му става маска. Немој сега да кажуваш така. Не, кажувам затоа што сепак така е, да, меѓутоа законот треба да стои дека мора да се носи. Не секој од граѓаните мој тоа да си го приушти. Ево, сепак една маска е 10 евра минимум кошта.
Добро. Да, Значи, да не- јас нема мислам да дека од негде навлегнам. треба да се тргне. Тие Без се разлика работи колку кои се што работиме да се коригираат во Ако законот. ништо друго, да, добро, значи. Добро, ето и Ќе то се пропуштивме борите да по тоа. кажеме дека вакво сакавме исто проект да правиме за како се вика знаем? Парк да направиме за животните. Парк за живот. Да. Во законот за комунален ред, што е на ниво на Охрид, е забрането да се шетаат миленичиња на јавни површини. Добро. Во проектот што го правевме со Анима Мунди, се работеше и корекција на таа комунална одлука, Добро. една цела ревизија и да се даде еден предлог соодветен. Во тој предлог ние вметнавме ставка дека доколку е забрането на јавни површини да се шетаат, вие како општина и како комунално предпријатие сте должни да обезбедите една таква површина каде што ќе може. Да, секако. во Скопје има неколку такви паркови за миленичиња. Комуналното предпријатие има нашето, располагаат со канта за измет од миленичињата, бидејќи и предлог законот е строг во однос на тоа отпадот од милениците и друго да се крева и да го граѓаните фрлаат. Ние мора да најдеме начини за да ги поттикнеме граѓаните да бидат свесни дури за тоа. Ето преку тие отпадот канти едноставно за измет. Да. Преку таа значи површина за миленичиња, парк за миленици и слично да се допре до граѓаните и до надлежните институции да имаат поголем простор и слобода како и ние луѓе во животните да ја имаат. Така, во секој случај, значи треба уште многу работа. Уште многу, да. Да, треба уште многу работа, треба едукација, подигање на свесноста, со промоции и поддршка се разбира. Ова се надевам дека беше една добра промоција, нели, ако ништо повеќе. И се разбира, ви посакувам многу успех. Фала. ТВМ е тука за вас, се разбира да ви помогне колку што може, зашто и да затреба. А се разбира не само вас, туку и на миленичињата. Преку нас. И да, и мислам дека ќе успеете. Значи, како што сте тргнале, Битно е да го ќе задржиме успеете. ентузијазмот кој што го Да. поседуваме, Да. да не бидеме подклекливи на сите оние притисоци, смејувања и волонтерски ноншалантности, да речам така, на еден начин, затоа што пак ќе се повторам и ние мора да имаме негде средства за екзистенција, да обезбедиме, а тоа изискува дополнителен екстра напор. Меѓутоа, сега за сега ја го успешно се справуваме. така уште еднаш ќе кажеме ние, апел до сите граѓани кои што сакаат да помогнат, ете барем едно кафе или две, како веќе му доаѓа на сметката на анимали. Ви благодарам многу што бевте гости во нов ден. Посакувам успех, Благодарим значи се. понатака во реализација на сите проекти и се разбира до некоја следна прилика. Поздрав, фала. А ние, почитувани гледачи со Урбаниот сонувач, ја завршуваме и ова емисија. Овој пат ќе ви представиме едно интерно патување на двајца авантуристи и тоа низ волшебните предели на паркот Јосемити. Урбан сонувач ве води во недопрената преисториска природа на Јосемити националниот парк во Соединетите Американски држави. Погледнете какви моменти може за секогаш да овековечи љубовта кон природата и технологијата. Двајцата пријатели, Деланти и Нил, 10 месеци патувале пеш низ националниот парк Јосемити во Соединетите Американски држави. Поминале вкупно 200 милји или околу 350 километри и ги создале овие неверојатно убави снимки кои траат вкупно 45 дена. Видеото го нарекле Project Јосемити и се надеваат дека нивните снимки ќе поттикнат и други самите да патуваат и да го истражуваат овој преубав природен парк. Целиот овој проект беше неверојатно искуство.
Ние двајца станавме пријатели преку Vimeo и искусивме заеднички интерес за снимки од Националниот парк Јосемити направени во долг временски период. Според нивните зборови, некои делови од овој национален парк делуваат како да се од друга планета. Тие пешачеле со опрема тешка 35 килограми и ги искусиле и овековечиле сите годишни времиња и делови на денот во овој национален парк. Велат дека би сакале да ја прошират оваа идеја и на други локации. Сега, ние веќе нема да зборуваме. Ќе оставиме нивното прекрасно видео да ве воодушевува до бескрај. И овде е крајот, почитувани гледачи, на уште еден нов ден. Ви благодарам што бевте со нас, им благодарам на драгите пријатели од Арс Нова студио, кои што се грижат за нашата убавина. И ве поздравувам, се разбира до следниот вторник, останете во добро здравје, со насмевка и во убаво позитивно расположение. Пријатно!